Регионот и Македонија со децении се борат за европски вредности. Време е Европската унија фери честно да каже дали не сака во членството. Ова е главната порака од заменик председателот на владата Александар Николовски од Брисел. Вице-премиерот нагласува дека Македонија направила голема жртва за пристапниот процес, но историски компромиси. Промена на името, уставни измени и промена на знамето. Но и покрај тоа, како што кажа, од Европската унија не доаѓа одговор дали ова е последното барање или само уште една станица во бескрајниот процес. Во однос на ЕУ, да, се согласувам. Проширувањето е политичко. Ниедно проширување на Европската унија не било неполитичко, почнувајќи од Грција и Португалија во претходниот век, па големото проширување на почетокот на овој век, па се до Романија и Бугарија, се било политички. Јасно е дека за овој регион недостига политичка волја. За различни земји причините се различни, но очигледно има недостиг на политичка волја. Сметам дека е фер да им се каже на луѓето од регионот ова може, ова не може. И ајде да ги правиме работите што може да се направат. Ако може да направиме 10 од 20 работи, тогаш да ги испорачаме, бидејќи вака сме заглавени во ситуација на чекање. Ваквите пораки Николовски ги испрати на самитот во Брисел, пријатели на Европа, во присуство на високи функционери од Европската унија, но и од земјите во регионот. Покрај политичките пораки, Николовски истакна дека Македонија и економски се развива, потенцирајќи ги владините планови за крупните регионални проекти, кои треба да не позиционираат како транспортен центар на Балканот. In my country already created, in Albania they existed, now they're Ние сме земја без излез на море, но имаме два европски коридори кои минуваат низ земјата. Коридор 10 од Переја во Атина до Финска и коридор 8 од Јадранско до Црно море. Инвестираме многу пари да изградиме автопати, железница и тоа е нешто што може да ја смени и обликува економската иднина на земјата. И нешто што треба да го гледаме како иднина на регионот. Поранешниот еврокомесар за проширување Стефан Фуле вели дека процесот на пристапување кон Европската унија не е лесен. Тој потсетува дека и Чешка поминала низ слични предизвици како и Македонија. Германија јасно ни стави до знаење дека нема да дозволи земја со проблематични дипломи да стане членка на Европската унија. Австријците пак многу јасно ни рекоа дека нема да не пушта да се приклучиме додека не постои целосна јасност околу нашите планови за нуклеарната електрана. Што мислите дека направивме? Дали се жалевме? Да, можеби во првите часови и денови беше тешко и нефер, но потоа свативме дека мораме да се соочиме со тоа, да го адресираме, да поминеме низ процесот, да се справиме со сенките од минатото и од сегашноста, и го направивме тоа. На самитот во Брисел се разговараше за актуелните геополитички, безбедносни и економски прашања во Европа. Истовремено на форумот учествуваат и бројни европски институции, финансиски, економски лидери.